благодарам што дојдовте и за времето што го одвоивте. Моја задача е денеска во име на Дипломатскиот совет на СДСМ да ги комуницирам, да ги пренесам до македонската јавност тезите кои се денеска на дневен ред на ова четврта седница поред на Дипломатскиот совет. До крајот на седницата можно е да претрпат измена, меѓутоа ова се една работна форма на предлог заклучоци која е циркулирана до составот на Дипломатскиот совет уште пред 10 дена. Денешната тема на Дипломатскиот совет е актуелните состојби во македонската дипломатија. Тоа значи дека денеска Дипломатскиот совет на СДСМ нема да се бави со конкретни политики, регионални и пошироки евроинтеграции. Тоа е оставено за некои други седници, а тоа беше на дневен ред и претходно. Значи сега зборуваме за состојбата во клучните сегменти кои се по устав и по закон надлежни да ја спроведуваат, да ја креираат на прво место, а подоцна да ја спроведуваат надворешната политика. Ќе издвојам три тези кои по своето значење мислам дека ќе бидат доволни да ја отсликаат глобалната состојба на тој план во Република Македонија. Првиот заклучок од кој произлегуваат другите два е дека меѓународната позиција на земјата во последниве неколку години е во слегувачка линија. Значи статусот, влијанието, значењето, Македонија како мала земја никогаш во својата скорешна историја како независна држава немала глобално значење, меѓутоа минимум во регионот во кој се наоѓаме имала многу поголемо значење, била прашувана за многу регионални процеси од меѓународните фактори, споредено со денешно време кога гледаме дека клучните луѓе на бриселската или на американската администрација дури и не заобиколуваат во своите регионални турнеи. Две од трите клучни институции кои се надлежни по устав и по закон да ја креираат и спроведуваат надворешната политика, според мислењето на членовите на Дипломатскиот совет не работат со полн капацитет. Прво, Министерството за надворешни работи по прв пат во изминативе 20 години, значи од кога е Македонија независна држава и има свој автономен орган за креирање на надворешна политика, за прв пат МНР не е субјект во надворешната политика, туку е повеќе, би рекол, логистичко-технички центар за поддршка на локацијата каде што де факто се креираат политиките во оваа сфера. Тоа е кабинетот на премиерот. Вториот орган, втората институција која по уставот на земјата и по законот за надворешни работи има клучна позиција, тоа е претседателот на Република Македонија, дали по своја волја, дали не, е маргинализиран, велам свесно или несвесно, меѓутоа неговата улога, неговите иницијативи во овој сегмент не се видливи, особено не можеме да тврдиме дека од кабинетот на претседателот се диктираат трендовите во надворешната политика. Значи, заклучокот е во однос на оваа теза дека системот за креирање и имплементирање на надворешната политика е практично изместен од своето лежиште. Наместо овие три институции кои имаат неслучајно преклопувачки надлежности, да ја создаваат надворешната политика и да ја имплементираат во едно взаемно действие, ние во овој момент имаме практично сите останати, се логистика, се поддршка на она што се случува само во кабинетот на првиот човек на македонската влада. Втората теза е дека процесите на сериозна и длабока партизација во ова што би требало да биде клучен сегмент на надворешната политика во Министерството за надворешни работи се отидени толку далеку, што веројатно нема да најдете слична ситуација во изминативе 20 години од 90-та до денес. Значи не можеме да тврдиме дека обиди успешни, полууспешни и во изминатите години немало во таа насока, меѓутоа ова што се случува сега е навистина загрижувачки и во таа насока ќе споменам неколку бројки кои ќе ви ја отсликаат попластично целата ситуација. Значи од 2006 до денес, во изминативе 4 години, во Министерството за надворешни работи има 150 нови луѓе, повеќе, вработени, што е споредено со претходната ситуација околу 60% повеќе е зголемен составот на тоа министерство од 2006 до 2010. Логиката вели дека прво се прави анализа дали треба да се зголемува составот, со какви профили и каде тие треба да се насочат. Ние гледаме дека крајниот ефект
во овој момент е, да се вратиме на првата теза, дека македонската меѓународна позиција е послаба од било кога, а вие имате практично едно цело ново мало министерство во Министерството за надворешни работи, кое е таму, кое веројатно, за жал, или не е распоредено на задачи кои ги разбира, или некој не се ни труди многу да го подучи за да разбере. Меѓутоа, факт е дека Министерството во целина не го дава оној аутпут што би морал да го дава, кога веќе се двојат толку многу пари од буџетот, практично на сите граѓани, за да имате една нова мала армија на вработени во тој сегмент. Она што загрижува и по наше убедување е главната причина зашто и вака зголемената маса на луѓе кои се таму вработени не продуцира успешни резултати, е она што прилично често, според сите сознанија и информации, се форсира, во тоа министерство, да партиската и политичката подобност практично се инсталирани како клучен критериум за нечие напредување. Наместо професионалноста и искуството, и така може да се случи денеска околу 50 најискусни дипломатски кадри кои оваа држава ги имаше и ги има се уште, да бидат тотално маргинализирани и според сознанијата кои ги слушнавме на денешната седница, практично ниту еден од нив нема конкретно работно задолжение во МНР. Последната теза или заклучок на дипломатскиот совет беше анализирана дипломатската мрежа, односно покриеноста на светот, така да речам, преку нашите ДКП-а. Во овој момент Македонија има околу 40 на ДКП-а надвор. 10 други се најавуваат дека ќе бидат отворени и ако го земете само тој сегмент, веројатно ќе мислите дека Македонија се подготвува за крупна меѓународна офанзива на тој план. Зошто ние сметаме дека простото ширење на мрежата на ДКП-а нема да заврши работа. Затоа што и овие денеска што ги имаме, меѓу себе не се разликуваат ниту статусно, ниту по било кој друг сегмент. Значи, ниту по број на луѓе, ниту по пари кои ги добиваат, не е направена никаков приоритет и само така може да се случи во големи држави, Кина, например, е една од нив, да имате по неколкумина луѓе со статус на дипломат само, што очигледно не е доволно да ја покриете таа голема држава. Значи, приоритети меѓу ДКП од прв, втори, така натаму степен не постојат, само се оди во екстензија на дипломатската мрежа, што, повторувам, нема да донесе позитивен исход за промоција подобра, поефикасна на интересите на Република Македонија. Ако имате политички приоритет и кажете дека ваши стратешки дестинации дипломатски би требало да бидат Вашингтон, Брисел, Москва или Пекинг, вие морате да го засилите тоа ДКП таму и со луѓе, и со ресурси, и со логистика која му е потребна. Во овој момент не можеме да видиме тенденции кои одат во таа насока. Значи, повторувам, сите ДКП-а имаат еднаков третман од централата во Скопје, просто кажано, без давање приоритет, без форсирање на она што во моментов ни е битно, или правење разлика од држава до држава, сите држави во секој момент не ни се подеднакво битни, нема да имате добра продукција во надворешната политика. Тоа било прилика. Благодарам.